Трета епизода на час. Денеска говориме за учебниците. Од какви учебници учат учениците? Зошто се повлекуваат дел од нив? Што ќе донесат новите измени во законот за учебници? Ова се неколку од прашањата за кои што ќе дискутираме денеска на оваа трета епизода на час, насловена Какви ученици, такви учебници. Гости во студиото на Радио МОВ се професорката Елвира Мустафа, Драгана Дрендаревска од Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници и Вања Велева, новата директорка на педагошката служба во Министерството за образование и наука на Република Македонија. Ви благодарам што ја прифативте поканата за учество во денешната дискусија на час, бидејќи ова е една тема која што станува мощна актуелна во периодов што следува. Медиумите во повеќе наврати пишуваа за проблематични содржини во учебници. На почетокот на годинава повлече еден учебник, конкретно по граѓанско образование за 8 одделение. Професорке Мустафа, вие предавате филозофија на вашите ученици, филозофија и етика. Колку се добри учебниците по вашиот предмет? Сметам дека по мојот предмет етика и филозофија се многу лоши учебниците затоа што етика е истиот учебник што е од 6 одделение. Само малце се дополнува со некои као нови знаења, иначе тоа е истото. Се привлекуваат учебниците од 6 одделение за средно образование и понатака. А за учебникот по философија од професорот Кирил Темков и Сидовски, јас исклучително многу ги почитувам, но сметам дека е направен на многу висок стил, односно има многу контрадикторности меѓу себе, меѓу самите реченици, каде што доаѓа до некоја не знам, дефокусираност кај учениците, не знаат конкретно на што да се посветат. Јас сум професор кој што важен за еден, јас не предавам од учебници, сметам дека магистар сум и доктор на науки по филозофија и религија. Меѓутоа учениците треба да учат од учебници. Но учениците треба да учат од учениците и додав на идеја да можам некако да им ги скратам, сама на идеја додав летото, им го скратив учебникот, значи со тоа што ќе им се падне на матура, заедно со тоа што им е поедноставно за да го сватат. На мојот час може се забележи дека јас например Кант кога го предавам и цртам на табла. Сега да не навлегувам во философијата на Кант. Доколку се намали, ние имавме пред да дојдем овде баш на дискусија со мој колега многу близок Марилен Демирион, исто професор по философија. Додавме на заклучок дека има една книга која што се вика Во светот на Софија и таа книга е многу окей да може да се воведе во средните училишта, каде што младите ќе допрат поблиску до философијата. Низ некои реални приказки е направена така убаво, значи баш на нивно ниво. Сега ќе видиме како ќе се одвиваат понатака работата. Овие проблеми со учебниците ги имаме само во Македонија, ги имаме на Балкан или ги имаме во цела Европа? Какво сознание имате, бидејќи контактирате, претпоставувам, и со колеги од странство? Да, значи вака, јас кога студирав на не студирав од македонски учебници, бидејќи ние тогаш немавме македонски учебници, па студиравме од философија на Хегел и така натака, значи на друг јазик, на српски, англиски, било кој. Генерално ние го имаме тој проблем, овде кај нас учебниците. Сметам дека доколку се промени нешто во учебниците, дека учениците ќе бидат не само позадоволни, дека и повеќе ќе научат. Второ, има и многу голема родова дискриминација во самите учебници. Затоа ќе говори колешката од значи има многу голема родова дискриминација, има многу голема етничка дискриминација. Учебникот по социологија и граѓанско опишуваше дека жирафата носи жирафа, као демек мора тоа да е тоа. Понатака нели имаше тие случаеви со татко, мајка, венчавање во црква, така нешто беше каде што например јас граѓанското образование. Да. Мислам дека Драгана во овој дел доста добро е подкопана. Да. Дрендаровска, вашата коалиција работеше значи на анализа на учебници и напиша голем број представки, значи посебно за дискриминаторски содржини. Колку представки беа поднесени до правобранителот и за каков вид дискриминација во учебници? Од коалицијата, од самото постоење, ова е една од централните теми на која што работиме, со оглед на тоа дека целните групи со кои што работи коалиција баш се оние за кои што има комплетно најзастарени содржини, не само застарени. Тука зборуваме веќе за дискриминација и говор на омраза. Значи дискриминацијата во Македонија меѓу другото и кривично дело. Не зборуваме за различен пристап, не зборуваме само за застарени содржини. Зборуваме тука за автори кои што неодговорно ја искористуваат својата авторска слобода, која што понатаму треба да биде и санкционирано од оваа држава, се надеваме конечно. Коалицијата од 2009 година работи, значи на оваа проблематика.
Досега имаме поднесено од прилика некои 15 на представки за различни учебници, кои што се однесуваат по-конкретно на дискриминација врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет, здравствен статус, кога зборуваме за начинот на кој што се представени луѓето кои што потребуваат други и луѓето кои што живеат со ХИВ, и секако врз основа на род, особено во учебниците од основно образование, каде што имаме визуелно се прикажана родовата дискриминација. Досега имаме направено две посериозни анализи на учебниците, на содржините во учебниците. Меѓутоа исто така и ОПСТ имаат направено таква анализа во однос на родовата дискриминација во учебниците во основно образование, која што дополнително ги потврди и заклучоците што претходно сме ги имале. Проблемот е што немаме многу механизми кои што не се на располагање да се бориме против ваквите содржини во учебниците. Значи вие констатирате дека има проблем во одреден учебник, да. Пишувате представка и ја праќате до каде? Комисијата за заштита од дискриминација и Народниот правобранител. Тие ви се првите инстанции. Се надлежни, меѓутоа исто така инспекторатот и просветниот инспекторат, кој што меѓу другото се покажа како комплетно незаинтересиран. Од 15 представки на колку ви имат одговорено? Имаат одговорено на сите, меѓутоа имаат утврдено дискриминација само во изолиран број на случаи. Меѓутоа затоа што не се работи ниту Комисијата за заштита од дискриминација, ниту Народниот правобранител не се суд. Они донесуваат мериторни одлуки кои што понатаму мора да се извршат, него донесуваат мислење и препораки. Мислењата и препораките, дали ќе се остварат, овие институции имаат, меѓутоа и они не сакаат конкретно до тој степен да ги користат механизмите што им се на располагање за да направат мониторинг и да се осигураат дека нивните препораки и мислења ќе бидат навистина извршени од страна на надлежните институции. Така што под знак прашање колку воопшто генерално гледано Комисијата за заштита од дискриминација и Народниот правобранител се ефикасни механизми за заштита на човековите права генерално, не пак за ова по конкретна материја. Додека инспекторатот кажа дека е комплетно незаинтересиран да работи на оваа тема и во одговорите ни цитира членови од законот на кој што претходно сме се повикале комплетно нерелевантно. Паралелно со тоа, сега за разлика од претходно од МОН имаме поместување на ситуацијата. Јавно се искажи заложбата, тоа е пренесено и во стратегијата за образование која што е актуелна деновиве, дека ќе се направи ревизија на учебниците од основно и од средно образование, ќе се тргнат овие содржини кои што се дискриминаторски и ќе одиме кон тоа и кон нови содржини кои што врз основа на кои младите треба да изградат позитивни вредности и ставови односно овие прашања. Вам представките ви се веќе подготвени, ќе ве прекинам, ќе се вратиме на високото образование. Велава, вие сте само 2 месеци на местото директор на педагошката служба, ова е службата која што е најодговорна кога станува збор за учебниците. Најповикуваната, да. Информирани сте за овие проблем? Па да, за овие 2 месеца јас навистина добив маса од информации, маса од реакции. Осознавам се уште некои проблеми. Најдобар и најрелевантен извор е токму тој кој што потекнува од базата. Оние практичарите кои се соочуваат со овие проблеми. Во таа насока и се подготвивме под задолжение на Министерката на образованието да изготвиме еден вид анкета која што ќе биде препратена до училиштата, концепирана во неколку прашања кои директно се однесува на конкретни проблеми со кои наставниците се соочуваат тековно при предавањето одреден материјал кој што го имаат за работа. Морам да кажам дека не наидовме на огромен фидбек како што очекувавме и предпоставувам дека причината е некоја подлабока. Само момент ќе ве прекинам. Ја добивте таа анкета? Значи вака, кај нас во училиште, нели за болја на вестината, се работи на многу поинаков начин. Ние ја немаме добиена таа анкета, дури не знаеме дека постои некој вид на таква анкета, иако јас претходно неколку пати напоменав дека стрикно еве пак за философија се враќам, учебникот за изборна философија го нема. Јас како професор кој што 5 години сум само во образование, немав право да го напишам, па го напишав само за своја употреба. Не, ние немаме никакви повратни информации од МОН
освен тоа дека тие не се заинтересирани за нашите проблеми. Кога е Тоа има веќе месец дена. Тоа значи дека веќе и процесот е завршен, да, тие веќе беа на работа, тие анкети се дисперзираат до дека имало некаков проблем. Првично ги пративме до директорите со задолжение истите да ги дисперзираат и наставниците. Кога видовме дека тој начин можеби и не е адекватниот, истото го направивме вклучувајќи ги наставниците преку електронскиот дневник, преку одреден линк да можат да достапат до тие информации и да ни ги дадат потребните информации. И имаше колеги кои што одговара на истите, но еве, има случаи каде што и тоа не се случило воопшто, но и низ медиумите доста беше пропагирана таа наша анкета. До какви сознанија дојдовте при таа анкета? Вака голем процент од наставниците не се задоволни од тоа што го имаат како прирачник за работа, зашто сепак учебниците се еден вид прирачници, не смее само наставникот да се базира на нив. Еве јас се воодушевувам кога ја слушам колешката колку таа црпи од страна информации за да може тоа да им го пренесе на учениците. Има незадоволства и убаво беше во таа анкета што точно има простор да наведат дури на која страна ја забележеле тој недостаток, па да го цитираат истиот, за да може ние полесно да пристапиме до тие информации. Добиваме укажување и од родители, кои што во текот на учењето заедно со сопствените деца наидуваат на некои нелогичности, на некои проблематични ситуации каде што и тие самите не можат да го објаснат тоа. А што е идејата, како ќе се користат потоа овие податоци? Па потоа ќе се направи една база на сите тие недостатоци кои што се детектирани на терен, ќе се формираат комисии кои што ќе бидат задолжени да ревидираат конкретни учебници, но да не заборавиме дека таму ќе се стават исклучиво стручни лица, нема да бидат луѓе кои што предават македонски јазик да ревидираат учебник по филозофија. Значи тука е основното нешто кое што треба да се надмине. Значи, секогаш, секаде ќе се поставуваат вистинските луѓе, оние кои што имаат пред се допир со праксата, практичари. Најважната поента на Министерството е тоа, да се допре дното за да се стаса до врвот. Дрнтарецка? Сакам тука да се надополнам. Секако анкетата сметаме дека е корисна, со тоа секако ќе добиете и информации на терен. Меѓутоа, исто така сметаме дека Министерството за образование и наука треба да има предвид и малце поголемата слика. Значи, не е важно какви небулози се напишани на страна број 12 од учебникот за граѓанско образование. Мора малце да се оддалечиме и да видиме генералната слика. Имаме ние образование кое што полно со предрасуди, по повеќе основи, особено род, воопшто не ги почитува различностите културолошки или идентитетски на учениците и на родителите. Содржините кои што се учат се крајно застарени и нерелевантни, преку кои што се повредува и правото на образование на граѓаните во Република Македонија. Така што треба да имаме малце, да гледаме малце подалеку. Да знаеме точно кон што целиме. А тоа што кон што целиме треба да биде едно модерно образование кое што на учениците им нуди наука заснувана на факти, а не нечии ставови, нечии предрасуди да бидат слика во тоа што се случува во учебниците. Така што од тој аспект мислам дека треба малку посистематски да го гледаме проблемот, не само со поединечни грешки во учебниците или недоречености. Добро, Мустафа, како се доведовме до оваа ситуација? Може да бидем искрена. Слободно. Апсолутно мислам дека бев искрена кога имав панел дискусија со мислам дека партиски војничиња внесуваме премногу во тие училишта. Знаете, јас например не сум партиски определена, јас марксист. Јас не сум предавам за Маркс, ја го предавам. Не може да ми скинат главата, освен што ми ги скинат часовите. И за тоа не се плашам. Многу е лошо тоа што јас како професор многу често соработувам и со колегите од ХЕРА и со Драгана. Во нашите учебници не знам како да ги запознам децата со родова, нели, нееднаквост или дискриминација или стереотипи, па ги повикувам нив како невладен сектор и тоа на тајно ги повикувам, порано беше тајно да влезат во училиште, па на мој час јас да им ослободам бидејќи имам 2 часа, 1 час да им ослободам да им предават на децата сексуално образование, за да ми влезе директорката да ми го земе лубрикантот и да ми каже ти им продаваш на децата шампони за коса. Не знам дали знаеш за тој случај, Драгана, да. И тоа е само притисок од режимската власт. Мислам дека е стравот се уште владејќи професорите во училиштето, јас сум единствена која што не се плашам.
кој што јавно говорам за проблемите во училиштето, тоа е само заради тоа што влегува секој секако. Не им е гајле за децата. Децата им се само војничени. Јас се навистина се воодушевив кога ми кажете дека вие сте директор кој што се боривте за правата на децата. Кај нас тоа го нема. Кај нас ако може да го уништиш детето, окей, ако не. Тоа е нашата идеја. Значи во контекст на ова што го спомна со моите соговорници, се согласувам да ние треба тотално да создадеме нов подиум за да се изместат нештата од она точка сега во која се наоѓаме. И за наша радост, министерката е отворена за таа соработка, тоа во неколку наврати го има и потенцирано и јавно и преку говори и така натаму. Тоа е важниот сегмент од кој се тргнува. И заради тоа сме дојдени еве до овој степен да почнеме нештата да ги мрднуваме од точка. Но сепак, мислам дека треба тоа јавно да се знае, да не се очекуваат нештата да одат пребрзо. Секоја промена може да носи и отпор. За да не дојдеме до отпорот, ние мораме да одиме чекор по чекор. Знам дека сите бевме под некоја, како да ја наречам, една вид пресија и сега очекуваме новините да стапат преку ноќ. Но да не забораваме дека сонувањето е само миг. Важно е да бидеме реалисти. Сакам да се дополнам. Мислам дека не ни треба толку брзо да се случат овие промени, сепак ние сме за да добиеме на крај на овие процеси да добиеме пред се квалитет. Тоа е најважно, а не повторно да се соочуваме со истите проблеми, па повторно да се трудиме да ги користиме неефикасните институционални механизми за справувањето со овие проблеми. Така што сепак исто така еве ако зборуваме и за сеопфатно сексуално образование, кое што е исто така едно од главните барања на граѓанските организации за воведување во формалното образование. Исто така тука бараме ние систематски пристап. Бараме формирање на работна група која што ќе работи на предлог модели. Тие предлог модели да се пилотираат, да се паралелно да се работи со родители, за да не го имаме оној случај на Хрватска каде што имаше желба да се воспостави сеопфатно сексуално образование, меѓутоа теренот беше воопшто неподготвен, па самите родители и наставници даваа отпор на тоа. Ние сме за бавни систематски чекори, меѓутоа кои што ќе резултираат на крај со посакуваното. Така, меѓутоа кога зборуваме за бавни или брзи чекори, фактот е дека ние имаме генерации ученици уз тие години додека ние дебатираме, зборуваме за промените и чекаме да се случат, ние имаме генерации ученици кои што поминуваат и учат од учебници онакви какви што се во моментов. Може ли да кажам нешто, да се надоврзам на Драгана, значи треба ли да се чека или треба можеби да се убрзаат малку работите? Малце да се убрзат работите со тоа што ќе се направи реформа во училиштата кој како предава, зашто предава. Нека има инспекции, нека доаѓаат, нека слободно нека видат кој е квалитетен, кој не е, да се проверат ошинаш учебниците и тоа што го кажа Драгана за сексуалното образование, кое што беше забрането да се предава, воопшто се губи, мислам тоа беше забрането, да. Јас тоа го вземав, јас предавам етика каде што имам дел за здравието. Јас отидов кај директорката на училиштето и кажа во дело за здравието каде што пишува дека ученикот на 18 години треба да се ги измие рацете, дали може да го введеме и како се употребува презерватив, нели? Или како и да е. И она мене ме погледна чудно и ми кажа ти сакаш да ги научиш децата како да водат љубов? Ја викам окей, од тоа произлезе еден проблем. Хера е запознаена со тоа, мене ми се јави ученичка и ми кажа дека ќе се самоубија, само заради тоа што беше 2 години во ГУЦ се случи, само заради тоа што мислела дека е бремена. Имала одреден однос со својот партнер. Па јас се јавував во Хера, па да одиме со девојчето, да мислам нели да направат разговор дека не е нормално, натурално да се пренесе такво нешто. Така да за сите овие години 5 додека сум јас професор, освен од невладиниот сектор, од никој друг немав поддршка и помош да можем да им да им принесем некој знаење на своите ученици, да одговориш на нивните потреби. Апсолутно. Еве сега кога имате вакви проблеми, значи постои ли механизам на кој што наставниците можат да реагираат? Значи имате реакција за одредена содржина во учебник, нешто што сметате дека е несоодветно. Можеби е во ред, можеби е ваше субјективно мислење. На кој начин вие, по кој механизам и низ кои патишта институционални треба да ја дистрибуирате оваа ваша забелешка? Ние напишавме писмо до МОН уште пред некој време кога беше за учениците за граѓанско, за етика и философија и не добивме никаков одговор. После некој време, сега пред месец-два,
кога повторно ја сама иницијативно пишав писмо, кога реков дали вие мене ми давате слобода, баш така, да можам јас децата додека не тргне процесот малце понапред, да излезам малку од рамките на учебникот. Дали можам да излезам од рамките на учебникот и тие ми дадоа апсолутната слобода. Претходно мислам за тоа ќе му судеа, а сега ми велат да, се што е за доброто на децата слободно го имате. Значи онака баш на тацата што се вели. Мислам дека полека некако ќе стигнеме, ама треба многу голема волја и многу голема организираност. Меѓутоа, дали ова значи дека треба да им се дозволи да им се дадат одврзани раце на сите наставници да се однесуваат вака или да постапуваат на овој начин? Како вие ќе направите, значи, некаква си граница што е докаде може и од каде не може? Па вака, според мене најрелевантно би било кога на ниво на активи би се собрале активите, сега зависи нели во училиштата како функционираат активите, и кога на тој заеднички состанок ќе констатираат сите тие аномалии или недостатоци кои што ги согледуваат из учебниците и врз основа на тој нивни заеднички став изготват записник и во таа насока го препратат до министерството. Но вие доаѓате од образование, функционираат тие активи кај вас? Па да. Па за тоа сега и го споменувам. Кај нас не функционираат на таков начин активите. Мислам, мене ми се смеја кога јас барав книга од Сократ на Келнски, не знаеш што е тоа. Добро, значи не функционираат активите на тој начин, многу е лошо. Председател на актив е војничето на директорката, или тоа што најблиско до нејза. Јас имам филозофски клуб во школа, каде што се држува во сабот и доаѓаат деца кои што многу се, кои што ги интересира философија и се што е друго од надвор од рамките на философијата. Па ако сакате, ние направивме петиција со самите ученици за тоа дека не се задоволни од учебниците. Планиравме да ви го доставиме писмено до МОН. Сега е во процес, денес имам часови со нив, ќе ви го спратим од понеделник. Ама тоа ќе биде само иницијативно јас, значи како професор. Ја превземам целата одговорност на моето училиште. Така било секогаш, така и сега, така. Во изјавата на министерката Десковска, конкретно за учебниците, вели: кога ќе се воочат грешки, издавачот ќе може веднаш да ги поправи на барање на педагошката служба при МОН со одобрение на МОН. Со ова практично ќе се прескокне од дењето низ целата постапка од почеток. Ваквиот начин на функционирање ќе важи само ако бројот на грешки во еден учебник се под 30%. Ако се повеќе од 30%, тогаш оди во обичаената законски утврдена постапка. Дали може да се менува овој учебник доколку се грешките помалку од 30%? Значи ако се помалку од 30%, и кој го проценува тоа? Планираме ќе има комисија која што ќе го вреднува сето тоа, колку посто оди, како оди. Ако се забележи тој мал број, например една тема треба да се смени од учебникот, таа тема ќе биде видоизменета и истата прикачена во електронска форма на страната на МОН, за да не одиме баш низ тие патики кои, верувајте се, многу макотрпни, а од друга страна ќе заштедиме и во финанси, бидејќи заради една тема не може цел учебник да трпи промена финансиски, тоа е многу, а и учениците во еден извесен период би останале без учебник. Од кога ќе почне ова да функционира? Па во најбрзо време би требало тоа да се случи. Дај Боже, сметам дека второто полугодие би можело. Дрндаревска? Ова е тој несистематски пристап од кој што се плашиме. Затоа што не е проблемот грешките во учебниците. Проблемот е целата содржина, пристапот на кој што за под 30% доколку се случат. На пример, дали ќе сметате дека е грешка доколку во 90% од сликичките кои што се ставени во учебникот доминираат машките ликови и тие се лит. Ако тоа се дефинира како недостаток од релевантни фактори, да, тоа е проблем и истиот ќе треба да претрпи целосно ревидирање. Збориме за под 30%. Без за да разлика, физички кога постои учебникот, да не губиме во време заради таа единствена тема, да треба наново да го препечатуваме. Без разлика, имаме и граѓанско образование, каде што се утврдеа грешки во делот на родовата еднаквост, меѓутоа и останатите теми кои што се учат и вредностите со кои што учениците треба да се стекнат по изучувањето на тој учебник не се многу прогресивни, не се во насока на создавање на активни граѓани, создавање на критична маса. Значи со тој учебник децата се учат да бидат поданици на власта, не се учат да бидат активни критички граѓани. Исто така човековите права не им се посветува определено место. Не им се посветува соодветно место, соодветно внимание на граѓани на човековите права, комплетно погрешен пристап во изучувањето на човековите права. И се тоа
тоа е прашање на генерално на систематска содржина. Кон што целиме, кои се нашите конкретни зададени цели во однос на содржините. Па врз основа на тие одредени цели ние треба понатаму да ги креираме содржините, а не грешките да се определуваат вака адхок, едно по едно. Се плашите дека ова ќе доведе до тоа само парцијално да менуваме Парцијално, да, тоа е најголемиот страф. Да прецизираме нешто. Збориме за таква парцијалност на моментно учебниците кои се наоѓаат на пазар. Така, интервентни поправки. Да, ако се забележат вакви состојби сега, за да не мора да се чека за конечниот. Тоа е едно. Второ, да не го заборавиме факторот Биро за развој на образованието. Оттаму наставните планови и програми достасуваат она во кај што треба и врз основа на тие наставни планови и програми се формира она што се вика крајен продукт учебник, нели? Па сега таму ако не се инкорпорирани овие родови нееднаквости и ред други работи кои ги наоѓате како забелешки, како може финалниот продукт учебник да биде вака финализиран и со маш напакуван, ако оттаму не тргнат работите. Значи имаме алки додека да дојдеме до тој готов ланец наречен учебник. Може само да кажам вака, да, ми спомна за животни вештини, Драгана ме потсети. Ние имавме еден учебник животни вештини, тоа беше нешто да учениците им представиме нели преку работилница за запознавање, освестување и така натака. Многу малку се користеше тоа кај нас во школа. Значи кај нас наставниците стварно не се вложуваат да синеш да им објасниш на децата и плюс се самите дискриминирачки некако, не знам како да ви објаснам, лошо е. У секој случај е многу лошо. Треба да има реформи, значи апсолутно многу. Епа за тоа велам полека едно. И за тоа идеме сите сме ние тука заедно во тоа. Можеби јас така размислам дека јас сум и активист, не сум професор. И ми е битно ми е за младите да имаат развиена самосвесност, за да имаат развиено нели што е тоа граѓански активизам и младински активизам и битно ми е да имаат неформално образование. Многу ми е битно и за тоа ќе се борам секако. Образование со животни вештини, иако ни беше прикажано како алтернатива, по самиот прирачникот е супер. Тоа е направен заедно со мисля чини со УНЕСКО. Предметот е добро осмислен, меѓутоа има нула имплементација. Првен предвидено да се имплементира на класен час. Вие најмногу знаете дали на класен час има време или нема време да се зборува за животните вештини. Другата работа е, мислам, тогаш им беше инструирано на наставниците да не ги предаваат темите во однос на сексуално образование. Исто така и самите наставници не се подготвени. Значи сексуалното образование треба да имаш претходно некаква стручна спрема. Ние го пилотиравме тоа. Сексуалното образование во основно образование каде што го спроведуваа самите наставници. Видовме дека самите наставници, дури и оние кои што беа најпосветени, имаат проблеми да го имплементираат истото. Они не се експерти од родова еднаквост, не се експерти од сексуално и репродуктивно здравје и права или од човекови права. Така што паралелно со тоа неопходно е унапредување на содржините на педагошката академија. Односно, што е тоа што го учат оние што треба да ги учат понатаму децата. Што се случува со учебниците во универзитетското образование? Имавте силна реакција за социјална патологија, имавте и позитивна реакција од УКИМ, но дали остана на само позитивна реакција или? Па не можеме да кажеме дека тоа е позитивна реакција, тоа беше така една искра позитивна. Рекоа дека сте во право. Во страна на народниот правобранител. И тоа проблемот со високо образование е дека сега од денешна перспектива и нормално така е, Министерството за образование и наука сака да го гарантира и да ги унапреди автономијата на универзитетот, па не сака да се меша со тоа и во содржините кои што се предаваат таму. Од друга страна го имаме универзитетот Климент Охридски кој што одбива да ги повлече дискриминаторските содржини, исто така и УКИМ. Ние со годините мислам дека имаме пратено отприлика 20 на барања за ревизија на содржини, барања за ревизија на поединечни учебници до УКИМ, до УКЛО и до Државниот универзитет на Тетово. Само Државниот универзитет на Тетово се покажа како соработлив и веќе се во процес на промена на содржините кои што ние ги најдовме како дискриминаторски, кои што се служат со говорот на омразата. Додека УКИМ е комплетно затворен,
ние низ годините имаме организирано и бројни стручни расправи, бројни дебати, бројни конференции на оваа тема, каде што досега не ни почестиле со нивното присуство. На нашите барања за средба нема никаков одговор. Еве конкретно заедно со МОВ правевме и анализа за дискриминаторските политики, за стапеноста на принципот нееднакви можности во политиките на УКИМ. Тогаш повторно беше уште еден обид каде што пробавме да соработуваме со УКИМ и со ректоратот на УКИМ, меѓутоа повторно безуспешно. Проблемот е што универзитетот има своја автономија, меѓутоа таа автономија не е неограничена. Нели, слободата на изразување, научната мисла си има своји граници, а тоа е говорот на омраза и дискриминацијата. Воедно, значи УКИМ се соочува, па и другите универзитети се соочуваат со премногу застарена литература генерално, која што е никако неупотреблива по однос на областа која што се изучува. Например, имаме психологија, нели, Институтот за психологија, содржините генерално на повеќето учебници датираат од најновите содржини извори, ако го превртите учебникот од другата страна, се од 60 години. Нели, тука зборуваме за живи науки кои што со текот на годините се развиваат, а нашите студенти и идни професионалци не може да се стекнат со тие знаења и вештини. Напротив, се уште се учи дека хомосексуалноста е болест и дека истата треба да се третира со одредба. Мустафа, потребно ли е современување на учебниците? Секако. Да. Од кога датираат вашите учебници? Колку време се стари? Значи, се овие се нови. Најнови се сега овие што ги направија за филозофија, мислам дека се 5, 6, 7, 8, 9 години, така нешто, ама сепак има недостатоци. Јас сметам и стојам на тоа дека треба сексуалното образование да се вметне во училиштето, како што вели Драгана, и да го вметнат во учебникот за етика. Веќе ако има поглавие за етика, освен да се мијат раци на 18 години, треба да се знае, треба за модели да се разговара, дали интегрирано, дали посебен предмет. Имавме случај кога ќерка ми моја на исто активисти на 6 години дојде кај мене во школа и кога кажа дека нормално е момче се бакнуваат, децата има онака ја гледа као демек, ама како тоа е нормално. И тај ми објасни. Значи тука се работи, нели, да не навлегувам тоа се, многу не е битно. Значи само свеста кај родителите, кај професорите исклучително и потоа кај самите ученици. МОЛ не може ништо без нас ако ние не сме со нив. Јас пробав со нив и видов дека сега веќе успевам, за разлика од пред неколку години. Веќе можем да нели дискутирате меѓутоа за имаме заедничка соработка, не има проблем. Така да се надам дека ќе се аси најдобро. Само ако може уште едно нешто да кажам, проблемот е ние што имаме учебници што се издадени во 2010 година, 2005 година, кои што употребуваат содржини од 60. Тоа значи дека тие автори не се ниту ја пратат, ниту имаат информации во областа за која што се сметаат себе си за професори, за експерти. Значи, вие ако пишувате учебник по социјална патологија и употребувате извори на информации од 40-50 години, а вие значи немате ништо сознание дека мрднала науката од тогаш. Со електрошокови ќе Значи, ги тоа лечиме е умнополните, така? Значи имаме сите учебници на Шкарич, сите учебници Темков, Сулејманов, Стојановски, Лиljana Батковски исто така од Тукло. Значи они буквално користат навредувачки содржини, каде што еве за лицата кои што употребуваат дроги викаат дека се лажливци, не се мијат, крадат, тепаат и не знам што само друго, и при тоа го тврдат со извори од 60 години. А Велевска, има ли критериуми кој се може автор да пише во учебник? Некои посебно унифицирани не, освен најважно е истиот да го работи тој предмет кој што го И дали имаме опишува. критериуми кои што и реално се применуваат, а не стојат само на хартија? Како организирате? Велам, дали тие критериуми кои што се пропишани реално се применуваат или стојат само на хартија? Бидејќи знаете, некој може да има одлична биографија, меѓутоа да не знае да пишува учебник или обратно. Како вие проценувате што е добро, што не е добро? Се уште не сум проценила, и не сум имала такво искуство. Овие 2 месеца не ми дозволија да се вклучам во овој дел од работава, но сметам дека се води грижа за тоа, зашто ако еве господјава е веќе потенцијален кандидат за пишување на учебник и таа аплицира за истото. И јас не можам ниту смеам да го вреднувам незиниот труд на лика. Значи јас морам да го видам готовиот производ. Тој готов производ
е фактички одраз на нејзиниот капацитет. Тој готов производ потоа минува низ филтри на комисии, рецензентски, па бирото се изнесува со сопствено мислење, па после националната и тогаш имаме... Меѓутоа, низ истите тие филтри поминал и учебникот по граѓанско образование за осмоделение кој сега е повлечен. Како поминал низ тој филтер? Па некако се впротнал. И што ќе направите за да не ни се протнуваат понатаму вака учебници? Вака ќе се прават сериозни комисии кои што ќе сносат одговорност. Јас сметам дека несносувањето одговорност ги пропушти овие работи кои што денес се случуваат. Доколку рецензентите станат свесни дека составањето на нивниот потпис одоздола како потврдувачи на вистината што учениците ќе имат пред себе, и доколку ова се коси потоа со реалност и еве се случаат вакви работи како што се случуваат, тогаш тој ќе биде одговорен и ќе плаќа пенали. И тогаш веќе ќе се подразмисли дали едноставно ќе се потпише одоздола или ќе има обврска да го препрочита тоа што е пред него. Да предпоставиме дека сите рецензенти се тоа го прават. Се извинувам да се надоврзам на вас. Така беше со мојот случај. Јас пишам во учебник за изборна филозофија. Иначе јас пишам книги за Маркс во Италија, ги издавам бидејќи дека владата мислеше дека идам против владата, па не ми ја одобри таа Маркс не е мртов книгата, па издадов во Италија, таму студирав, не е битно. Значи јас пишав учебник по изборна филозофија. Баш со проблемот на философијата како онтологија, како гносологија, антропологија и така натака. Јас кога го однесов тоа, нели да го прочитат се ми смирка, да, јас сум Мартин Кожна јакна сум. Јас сум професор по философија. Таква сум, што ва правам? И ми смирка ми го зема, него не прочита. Најдоа као не знам дека сум била помлада, па дека сум немала ова, па сум немала искуство. Викам дајте дека луѓе седнете да дискутираме за ова, па дај кажете ми пусна на крај дека не ме бива. Немојте мене 10 книги напишано од научна област. Тоа е во рамките на како се собираат нели. Добро, меѓутоа и треба да бидеме свесни дека ВМРО ДПМН е во оваа држава владееше 10 години и јакнењето на патриархалните вредности, на така наречената на флоскула семејни вредности беше исто така нивна област од интерес, па така што тоа истото можеме да го видиме во учебниците. Да се плашите дека можеби сега имаме нова партија која што е на власт, дека за 10 години ќе го правиме истиот муабет меѓутоа со други играчи? И како да не дојде до тоа? Може да одговорам? Ние сме сега ние сме во фаза сега на блиска соработка со Министерството за образование и наука, соработка која што допрва треба да се унапредува. Ние секако ќе бидеме конструктивен партнер на власта доколку процениме дека и досега тоа го гледаме дека имаат сериозни интенции да направат реформа во содржините учебниците на образование во што се употребуваат и во високо, во средно и во основно образование. Меѓутоа во моментот кога ќе процениме дека работите не одат како што треба, ние нема да се плашиме да излеземе и тоа да го соопштиме на јавноста. Нормално, дотогаш сме конструктивни. Така, Мустафа? Значи, вака, да, се гледа дека има релативно некој подобро однесување, но им даваме можност, може звучи глупаво, за самите тие да се докажат. Сметаме ние од образованието, ние што сме неколку, дека досега сме имале некој вид на соработка со нив, доколку немаме, ќе ме собратиме, тие ќе не се слушаат, мислам дека ќе не се слушаат, да, гледајќи дека ако не. Може јас да се надоврзам, бидејќи некако и директно се насочуваат стрелите кон нас. Јас едно можам да кажам, поистоветувањето во овој случај. Вие сте институцијата. Многу смешно. Поистоветувањето не смее да биде идентично, од проста причина што ние ги отворивме вратите. Да. Ако не другото, го направивме уште од самиот почеток. Тоа е еден добар знак и сметам дека е препознатлив веќе меѓу оние кои што се најмногу засегнати. Никој досега не е вратен од страна барем на министерката или да не е испочитуван со соодветен одговор. Сметам дека тоа се добри сигнали. Но нема да се лутиме. Јас верувам дека на тоа мнение е и министерката, доколку токму овие истите луѓе кои што тропнале на нашата врата, некои се почувствувале занемарени така натаму, реагираат на ова наше несакаено однесување да ни бидат коректив, затоа што будењето секогаш е потребно. Верувам дека ќе имаме добра соработка се во рамките на онаа која што ни го дозволува законот. Така, говориме на тема учебници, покај квалитетот на содржините, морам да ви го поставам како прашање што се случи со учебниците, значи со недостигот на учебници на почетокот на учебната година. Дали овој проблем е надминат и на кој начин го надминувате? Се надминува тековно. Еве сега се дистрибуираат учебници кои што преку откуп заврши јавната набавка. Во тек и процедурата и заврши набавката, па тек ќе почне таа да се реализира за печатање на учебници.
Значи, Веќе 3 јас месеци ја се поминати. имам- Значи, вака сега. За жал, јас ја имав улогата да го видам тој процес на учебници од жаблја перспектива, кога бев долу, а сега го гледам тоа од птичја перспектива и многу е поразлично. Се лутевме долу, нема учебници, вака така, тоа е нормално и не треба да биде така, но ланецот е многу дебел, затоа што не зависи се од нас како педагошка служба, например. Копијата се насочени кон педагошката и се согласувам со тоа, ни треба коректив. За тоа не се жалам. Но треба да се знае дека доколку постои еден судски спор, вие не можете да објавите тендер. Тоа значи дека работава ви ја повлекува назад. Значи мора да изчекате да видите каков ќе биде одговорот од релевантните служби. Тоа веќе не кочи. Тука заглавивме. Значи сега ги коригираме тие работи. Јас морам да напоменам, сум затекната во целата таа ситуација. Значи сега, како да ви кажам, газам во туги чевли, додека да стасам до моите чевли. Има период. Не викам дека и моите ќе бидат точни и ќе ми биде идеално и јас сега ќе имам шанса овде да се фалам со некои работи. Значи, оној што работи и греши, но не да бидат катастрофални грешките. И да се наоѓа начин истите да се исправат. Ќе ви дадеме шанса да Тоа говорите исто за неколку месеци. Социологија книги имате? Годинава, мислам дека каснеа со дистрибуција на социологија книгите, сега немам точна информација дали има. Ама можам да дам информација. Ме подсетивте да во едно училиште каде што ме ги зема часовите, таа предава социологија, а предава сега филозофија. Тоа ми дојде онака. Мислам, сега ќе проверам, дај ќе ви јавам дали имаме. Некаде правевме допуна, некаде на ново. Не беше тоа до вас. Да, тоа беше до директорите на школите. А Дрендаровска, дали не треба еманципација на учебниците? Дефинитивно. Дефинитивно. Јас мислам дека треба целосно се реобмисли, да се реобмислат содржините на учебниците. Еве веќе кога имаме такви заложби од страна на Министерството за образование и наука кои што се надеваме дека ќе вродат плод, меѓутоа останува проблемот со учебниците од високо образование. Неквалитетните учебници во високото образование се исто така треба да се гледаат и малце поопшто. Генерално имаме неквалитетно високо образование, па учебниците се само слика на тоа што се случува, можеби репрезентативна слика каде што може да се видат сите тие податоци. Меѓутоа исто така мора да имаме предвид дека од образованието зависат понатаму и услугите кои што ќе ги добиваме. Како ќе бидат дали гинеколозите или лекарите ќе учат за сексуално репродуктивно здравје и права, толку ќе може да им ги овозможат и тие права на граѓаните понатаму. Доколку уште имаме психолози професори по психологија кои што викаат дека хомосексуалноста е болест и даваат насоки како тоа да се излечи. Например, Шкарич вика дека на малите деца треба да им кажуваме дека ако мастурбираат ќе им се исушат, не знам, раце, нозе, нешто такво. Значи тоа ако го учат универзитетски академски граѓани, тоа е стварно поразително. Поразително и срамота. Ние имаме уште од 2011 година е првиот коментар на Европската комисија која што вика дека имаме сериозен проблем со учебниците во однос на хомосексуалност. И сега, доколку тој универзитет има автономија, така, Министерство за образование и наука нема да им наложи, слушајте ова, смени го, и самите професори сами по себе имаат автономија, оние се одговорни за да ги оправат овие ситуации. А во нас не препознаваат за жал партнер, него дури препознаваат, најверојатно поради и сопственото професорско его, препознаваат некој како што сака да им ја узурпира нивната. Но Министерството за образование и наука има и те како кривични дела прават со вакви содржини. Можност да реагира и да се обиде да направи нешто во однос на ревизијата на учебниците која што веројатно ќе следува во следниот период. 45 минути поминаа, ви благодарам на сите за учеството во денешната трета емисија на час. Звончето ќе го оставиме за следната емисија, овој пат не ни работи. Се гледаме повторно во 13 часот во четвртак. Ви благодарам, имајте убав ден. Фала му. Толку? Се да кажеме за учебниците.